Денеска се одржа 16-та седмица на Совет на община Струмица. Имахме 22 точки. Денеска беше и предлог одлуката за измени и допълнување на буџет на община Струмица за 2018 година и сите програми. Исто така, денеска беше на дневен ред и извештајот за јавно предприятие паркирајќето Струмица за трите квартали од 1.1 до 30.9.2018 година. Исто така и извештај за работењето и на јавно предприятие Струмица газ за овој период од 1 до 9 месец. Програмите за општинската јавна установа Отворен граѓански универзитет за дојдат учител Јоска Швестерот и предлог одлуките за давање на согласност за сите средни и основни училишта, општи училишта за формирање на паралелки со помал број на ученици. Најмногу дискусија имаше за првата точка од дневниот ред за ребалансот на буџетот. Еве за информација на граѓани на општина Струмица, од планираниот буџет од 1.212.353.375 денари се намалува на 1.071.053.401 денар. Градоначалникот и општинска администрација по сите програми објасни каде се намалува и каде се зголемува буџетот. Имаше прашање во голем број од советничката група на ВМРО ДПМН и на крајот мислам дека сите ние ни беше јасно на сите нас дека тоа е нормално да има ребаланси на буџетите, бидејќи не може да се планираат 100%. Секогаш треба буџетите да се планираат со поголем износ, за да можат гранчалникот и општинска администрација да се мотивират за реализирање на поголем процент. Можем да кажем некои бројки, например, буџетот е реализиран со 55% во трите квартала. Приходниот делно основен буџет на општина Струмица е реализиран 44% во однос на планираниот износ, донации со 46%, самофинансаричката активност со 54%, намес дотации со 73% и кредити се реализирани само со 10%, бидејќи од предвидените 50 милиона денари кредит, 40 милиона се остават за наредната година, а се реализирани само 10 милиони. Во однос на вкупно планираните расходи во буџетот за 2018 година, реализирани се вкупно оперативни расходи од 64% и реализирани се капитални расходи од 26%. Сакам уште да истакнам дека сите предвидени проекти кои биле можни да се предвидат и биле остварливи се завршени. Посебно може да истагнам реализацијата на патиштата во населените места е реализирано околу 90%, само во неколку населени места дека не било можно, не се реализирани и јас како председател на Советот истакнав и му препорачав на гранчалникот Коста Јаневски да продолжи така со тоа темпо, бидејќи населените места и граѓаните на населените места заслужуваат по-убав и по-современ живот.